Почитувани гледачи, добра вечер. Денеска е последниот ден од февруари, а ова е емисијата Визави. Терминот е понеделник затоа што имаме соодветна причина за тоа. Имено на прагот сме на уште едно издание на Струмичкиот карневал и мој вечерашен гостин е председателот на организациониот одбор, господинот Александар Цицимов, кој што изминативе 3 децении е начело на идејата да имаме организирана форма на Струмички карневал. Добра вечер, добре дојдовте. Добро ве најдов. Значи, идејата да имаме организирана карневал не потекнува од нас. Таа е, многу порано од нашите претходници кои во 60-те и 70-те години таа идеја реализираа успешно во стварност. А еве, јас сум кривецот што после 10 годишна пауза, пред 30 години ја обновивме организираната форма на Струмичкиот карневал. И минатата година за несреќа се случи да биде во време на пандемија, но имавме значен јубилеј, токму 3 децении од таа организирана форма. Што значи? Еве да се вратиме наназад хронолошки. Како тргна ова една убава традиција која што не е нова? Знаеме дека уште во средновековието има записи за карневалски групи за маскирање на граѓаните на ова поднебје, меѓутоа еве 3 децении ова успешно се случува. Да почнеме да зборуваме. Значи јас ќе почна малце и порано од средновековието. Многу проучувачи на Струмичкиот карневал сметаат дека тој влече корени од дионизиските игри уште, од паганско време. Меѓутоа, секогаш се повикуваме на одредени аргументи. Значи, први некои пишани извори за кои кажуваме како најстари дека се од 1670 година од записите на познатиот турски патеписец Евлија Челебија, кој таа година го посетил Струмичкиот карневал. Сигурно тој не бил првиот, да се погоди тој баш на првиот, но пишува дека во градот сретнал многу маскирани луѓе кои претрчувале од куќа во куќа со песни и смеа. Така да тоа проучувачите го поврзуваат со Струмичкиот карневал. Еве, горди сме што имаме барем еден таков запис. Пишувајќи ја монографијата и истражувајќи околу тоа, најдовме најстари записи фотографски, што се веќе еден опиплив аргумент. Значи, од 1934 година ја најдовме најстарата фотографија и бевме прилично изненадени, барем према кажувањата на оние што ни отстапија фотографии, дека Струмичкиот карневал обстојувал дури и во време на војна, бидејќи најдовме фотографии од 43-та, 44-та, па преку 56-та. Еве, јас лично можам да се пофалам дека имам своја фотографија од 59-та година, како дете кога сум учествувал на Струмичкиот карневал. Значи, тоа е карневал со голем бекграунд, значи не е ништо ново и тоа беше уште една причина повеќе, како што споменав, да не дозволиме тој да отиде во заборав, а јас тоа посебно го чувствував како своја обврска, бидејќи во тоа време бев директор на Заводот за заштита на споменици на културата, институција која е задолжена да го штити културното наследство, а тоа Струмичкиот карневал е несомнено едно извонредно духовно културно наследство. Ке ни кажете како се организиравте за еве во тие рани почетокот на 90-тите години, но бидејќи спомнавте интересен податок дека уште како дете сте биле маскирани, може ли да се сетите каква беше, дали имаше еуфорија? Каква беше атмосферата во тие години? Па тогаш повеќе мислам дека преку школите беше, но се сеќавам многу добро на гимназиските денови. Еве, во монографијата има објавено една фотографија од маскембалот во Монополот во 72 година, каде што како гимназијалци сме присутни на маскембалот. Значи, апсолутно карневалот во 60-тите години беше една магија за сите. Сите, мислам, струмичани од тој период кои се сеќаваат во својата меморија носат троглавата ламја, таа е и синоним на Струмичкиот карневал и не случајно
поглавието за карневалот во 60-тите години во монографијата почнува со Трглавата ламија. Значи, апсолутно, струмичани од секогаш го сакале. Имаме среќа да имаме во архивата на македонската телевизија еден запис, емисија посветена на струмичкиот карневал. Таа во архивата е датирана како 65-та, меѓутоа ние при нашето истражување откривме дека таа е погрешна дата, дека се однесува на 75-та година, меѓутоа не е битно, го отсликува во полн сјај струмичкиот карневал во тие години, така да имавме голема обврска при обновувањето на карневалот, не само да го достигнеме нивото и да го надминеме, нели секој сме успешни ако го надминеме предходното, она што ни го оставиле предходниците да го надминеме. Која беше базата, таа 1991 година, врз која ја градевте идејата за организирана форма на струмичкиот карневал? Кој ви помогна? Со кого се поврзавте за да биде реалност? Значи, да не испадне дека сега си правиме сами некаква реклама. Идејата се роди случајно кај мене, пак ќе кажам, од поривот, како голем љубител и учесник на карневалот во 60-тите години. Сакав да го обновиме, пак ќе кажам, и како врска на институција која што, нели, ја има таа должност да се служи, да го штити културното наследство. Меѓутоа, една таква идеја да ја спроведете во дело е навистина голем предизвик и затоа во 90-та година направив еден мал трик, како да кажам. Се договорив со сега покојниот мој колега Ѓорги Мучев да обезбеди некоја вредна награда, некои туристички агенти и испративме преку Радио Струмица повик, без да нагласиме, значи, кој е организатор, кој чисто да го испробаме пулсот. Каква е желбата кај струмичани да ја продел за традицијата, бидејќи не треба да заборавиме дека во периодот од 75-та и негде до 90-та која замре, без разлика што немаше организирана форма, секоја година одредени ентузијасти и оние кои ги славеа тримерите излегуваа по струмичките улици. Значи, како резултатот од овој повик, анонимен, беше просто неверојатен. Значи, излегува многу луѓе, што за мене беше сигнал дека луѓето апсолутно чекаат некој да ги поведе, да им даде, нели, ветер во грбот, што би рекле. И веќе наредната година, охрабрен од таа идеја, идејата ја изложив пред, значи, работната заедница, така се викаше тогаш, на Завод и музеј Струмица, и на мое големо изненадување, таа беше со воодушевување прифатена и јас користам можност овде да кажам дека една од најзаслужните институции што поново заживеа струмичкиот карневал е токму Завод и музеј Струмица, кој не само што ја поддржа идејата, него првите години додека карневалот да застане на нозе беше единствениот, значи, логистички центар каде што се одржуваше, дури доделуваше и награди од својот фонд, така ги организираше жири комисиите, целокупната логистичка поддршка на карневалот не само во тој период, него и долги години потоа кога беше прифатен официјално во општината, ја даваше Завод и музеј Струмица, се додека, значи, не се јавија современите медиуми кои ни возможија полесна интеракција со групите, пријавување и тоа, значи, претходно тоа се вршеше на рака, како да кажам, со пријави. Значи, Завод и музеј одигра една, како да кажам, незаменлива улога во целата ситуација. Се разбира, ја имав таа можност, бидејќи сите тие години бев директор таму, тоа и да го спроведам во дело, одлуките и тоа. А не треба да заборавиме дека Завод музеј се јави и како директен извршител и подписник на договорот за организација на 18-тиот конгрес на ФЕК, кој во 98 година се случи во Струмица. Така.
Очигледно е дека и општина Струмица и Завод и музеј Струмица имаат огромна улога во заживувањето, во вкоренувањето на оваа посовремена форма на струмичкиот карневал. Апсолутно, јас ако сакате ќе продолжам, така и сакав, значи не сакам да узурпирам правото и само да зборувам за Завод и музеј. Незаменлива е улогата во целата таа приказна, една убава приказна која се заврши како струмичко чудо, нели? Улогата на општината пред се на градоначалникот кој во тоа време беше начело на градот, таткото на градот, Костадин Манолев. Значи, тој беше воодушевен од целата таа идеја од карневалот, кога за неколку години ги виде резултатите од карневалот, ни даде целосна подршка и активно се вклучи во таа организација и во целокупната приказна и даде многу голем придонес за нашето членство во ФЕК. Значи, во 93-та година, кога ние слушнавме, јас лично од весниците слушнав дека постои Европска Федерација на европските карневалски градови, која е фактички светска, но го чува името, бидејќи се смета дека постојбина на карневалите Европа, така да го чува името Федерација на европските карневалски градови, но придружни членови на неја се и многу карневали од Америка и Јужна Америка, Карибите. Испративме писмо заедно од моје име и од име на градоначалникот. Бевме прифатени. Во 94-та година се случи приемот на Струмица во тоа големо карневалско семејство, што веќе даде нова димензија на целиот карневал. Пак ќе кажам, за цело време, се до организација на Конгресот, имавме полна подршка од господинот Манолев и уште едно многу значајно нешто врзано со него е што тој ја прифати нашата иницијатива да во грбот на Струмица се внезди и логото на Струмичкиот карневал, што се надевам така и ќе остане. Што значеше ФЕК за Струмичкиот карневал? Какви искуства, каква поддршка и знаења на некој начин се споделуваа? Значи, влегувањето во ФЕК можеби многу мина го сметаат како некаква форма на само проформа. Меѓутоа имаше суштинска узлога, бидејќи ни ги отвори портите за размена на групи, што е голем поттик за карневалските групи. Сознанието дека можат да патуваат своите маски да ги прикажат пред, како да кажем, по-голема аудиториум пред, исто така да разменат искуства, но и да видат одредени нови средини, беше голем мотив за карневалските групи да се надминат себе си и да прераснат во едни од најквалитетните изработувачки на маски, но секако при тие посети, при конгресите на ФЕК на кои се одржуваат работилници, каде што врвни мајстори од Венеција, од Америка, од Сан Франциско држат лекции како се работат маските. Исто имавме прилика преку конгресите да посетиме и одредени работилници на врвни карневали како што се Малта, како што е Лимасол, како што е Патра, да кажеме, да ги видиме разните техники од папир маше, па преку сунгер и други така. И значи тие техники беа применети, а пак ќе кажам, групите при самите контакти ги разменуваат тие искуства, но уште многу поважно е што ги отворивме вратите за многу странски групи да дојдат во Струмица и можеме да кажеме дека за тие 30 години Струмица стана една од навистина посакуваните дестинации за многу карневалисти. Тоа може да се потврди и со овогодишниот карневал, кога, да кажеме, во едни пандемиски услови, во тешки услови за патување, на нашиот повик да ја сочуваме интернационалната димензија на Струмичкиот карневал, ќе имаме 30 представници на Федерацијата и организатори на карневалот од Шведска, Холандија, значи представени со своите преседатели Германија, Турција, Словенија, Хрватска, Србија.
Значи, една екипа достојна за почит, значи, исто така за одбележување е дека новиот преседател на ФЕК, господинот Ларс Алгел од Шведска, прифати да биде еден од промоторите на монографијата која што ќе се случи во среда. Така, на почеток, официјалниот почеток на Струмичкиот карневал. Еве за граѓаните кои што можеби не се информирани, што не очекува од среда во следните карневалски денови, какава е програмата? Па еве, значи, иако преку многи начини на информирање, мислам дека јавноста веќе е запознаена, почнувајќи од нашиот официјален вебсайт, Facebook профилот, веќе изјави неколку настапи во вашата куќа. На некој начин програмата е позната, сепак не е на одмет уште еднаш да повториме. Значи, Струмичкиот карневал ќе се случува од 2 до 9 март, една недела во која што карневалџиите ќе имаат власта во градот. Значи, а за да ја добијат власта, треба да се случи предавање, нели? Тоа ќе се случи во вторник навечер, во 18 часот, во среда навечер, во 18 часот, значи на втори, со предавање на клучот на градот од страна на градоначалникот, а веднаш по завршувањето на таа церемонија која ќе бидат подигнати официјално изнамињата на градот, на карневалот, нели, и сите оние протоколарни работи, ќе се премине на промоција на книгата во холот на Центарот за култура. Во четвртокот е објавување на резултатите од конкурсот за најдобар литературен состав на Матичната библиотека, а вечерта ќе има 2 настапи на концертот под маски на Музичкото училиште Боро Џони од Струмица. Во петокот е маскембалот на кој ќе бидат изберени принцот и принцезата, а во саботата е големиот интернационален струмички карневал, за кој рековме дека ќе го организираме со сопствени сили, но сепак еве денес и на пресконференција истакнав, но еве и сега ќе повторам дека покрај овие представници на ФЕК и на карневалите со кои со години соработуваме, сепак обезбедивме и 3 карневалски групи од странство. Тоа ќе бидат 2 групи од соседна Грција кои за прв пат ќе настапат на Струмичкиот карневал и ќе настапат заедно како една моќна батерија од 40 тапани и ќе настапат во духот на карипските и бразилските ритми. И ќе биде една група од Лесковац од соседна Србија, која што секоја година, значи, својата нова креација за прв пат ја представува на Струмичкиот карневал, така да, еве, со овие представници и со овие 3 карневалски групи, сепак ќе ја сочуваме интернационалната димензија на Струмичкиот карневал. Во недела е традиционалниот детски карневал по повод Прочка. Се надевам дека времето ќе не послужи и дечињата кои се иднина на Струмичкиот карневал конечно после 2 години ќе имаат можност маскирани да отидат и да бараат Прочка кај своите баби и дедовци. Во понеделник големиот казан повторно ќе биде на Струмичкиот плоштад, ќе бидат поделени околу 4000 порции бел граф во чест на чистиот понеделник. Вечерта ќе биде отварањето на фестивалот на карикатура и афоризам со вечна тема карневал и еротика. Во вторникот, после карневалското корзо, ќе биде доделувањето на наградите на најдобрите и сето тоа да заврши во среда со тримерскиот ручек, кој символичен тримерски ручек, кој ќе се организира во Центарот на култура, каде што еве ќе го вратиме клучот на градоначалникот и со тоа карневалската недела ќе биде завршена. Која е разликата, кои беа предизвиците да се организира пандемиски карневал, би го рекла? Да, па еве ние веќе на почетокот зборувавме дека имавме еден голем прекин на организираната форма и
немаме време да кажуваме низ кои се маки поминавме да стигнеме на тоа ниво на кој сме денес. И мајки го тоа ниво, да дозволиме повторно да се доведеме во ситуација да мора да го обновуваме, ние минатата година направивме некои символични одбележувања на карневалот, се со цел да нема прекин. Меѓутоа, пред се на сигнал од карневалските групи дека постои опасност да се растурат, дека полека го губат еланот, а и нашо согледување дека поголемиот прекин на карневалот може да доведе до негово згаснување, решивме оваа година да го направиме со собствени сили, како што спомнав. Голема поддршка во тоа ни даде и градоначалникот и советот, кои ја поддржаат идејата на организациониот одбор, и сметам дека направивме голем чекор, навистина ризик, со малце пари, во тешки здравствени услови, меѓутоа, имајќи во предвид колку е тоа значајно за Струмичкиот карневал, сепак се решивме на тој чекор. Користам можност да кажам дека сите манифестации што ќе се одржат ќе бидат според ковид протоколите, а користам и можност да упатам апел до сите учесници, до граѓаните да ги почитуваат истите. Тешко ли е од финансиски аспект ако се знае дека годинава нема поддршка од Министерството за култура? Таа е болна тема и навистина ми е непријатно да зборувам. Јас еве денес имав еден разговор на кој што реков се чувствувам толку непријатно да молиме секоја година за средства. Една таква манифестација која се вивна навистина доста високо, мислам дека треба системски да биде поддржана, меѓутоа тоа го оставам на оние надлежните тоа да го решат. Имаме минимални средства. Тоа е една и од причините што не поканивме групи покрај проблемите со пандемијата и обезбедување, но се појави еден друг проблем и среќен сум што не поканивме повеќе групи, бидејќи поради пандемијата скоро сите хотели се затворени и ние ќе немавме можност каде да ги сместиме. Еве и со тие неколку 3 групи наидовме на голем проблем со сместувањето, меѓутоа за среќа го решивме проблемот и ќе оди. Значи, сметам дека финансирањето на Струмичкиот карневал покрај спонзорството и буџетот на општина Струмица треба да биде и обврска на државата, без разлика која е на власт. Пак ќе кажам, како што системски го решивме во градот Струмица, така мислам дека треба да биде решено и на ниво на државата. Со оглед дека имаше една ласкава титула, една од најатрактивните 10 улични манифестации што се одржуваат во светот, еве, јас пак ќе споменам монографијата, ние таму како автори со колешката Катерина напишавме дека навистина е чудно дека многу повеќе те ценат, надвор него што се цениш самиот и што се цениме самите себе. Еве, јас пред неколку дена имав повторно интервју за австралиското радио, во Австралија се заинтересирани што се случува со Струмичкиот карневал, се разбира во програмата на македонски јазик. Словенците, нивна компанија, не смести меѓу 7 најатрактивни настани во Европа. Arabian Travel News не смести меѓу 20 атрактивни улични настани, карневали, нели? Па дури и познатата NBC, најпознатата америчка телевизија, најде за сходно во репортажата што пред 5-6 години ја објави. Во својата репортажа започна шареноликите карневали од Бразил до Македонија, каде што репортажата започна со репортажа за карневалот во Рио, а заврши со Струмичкиот карневал. Имајќи ги сите тие моменти, да не може секоја година да кубуриме со материјални средства, навистина е непријатно. Јас сум и многу благодарен, еве ја користам оваа можност на оние веќе традиционални компании, спонзори, како генерални спонзори. Се надевам дека, еве, после сите овие укажувања и други, посебно наши струмички мокни компании, треба да се придружат тука. Меѓутоа, среќа е што секоја година и покрај сите проблеми успеваме да најдеме начин и да се избориме. Не сакам да споредувам
со тоа колку многу помалце познати и успешни карневали од нас располагаат со дупли и поголеми своти за организација на карневалот. Меѓутоа, што е тука? Ние успеваме на волонтерска база и морам да споменам дека за да се одржи Струмичкиот карневал, самите карневалски групи издвојуваат немали, значителни собствени средства, исто така бараат собствени спонзори, но еве, приказната е направена и ние мораме да обстоиме и да најдеме начин да продолжи да живее. Факт е дека сепак таа приказна малку се искористува како адут за привлекување на туристи, а може да биде моќна алатка за развој на туризмот во државата, во градот. Апсолутно. Јас мислам дека тука таа можност многу малце имат искористено туристичките агенции. Сепак тоа не е задача на карневалскиот одбор, за кој што веќе реков дека работи на волонтерска база, значи губи од своето слободно време и мислам дека прави една огромна работа, што апсолутно е евидентна. Меѓутоа, треба тоа да биде и политика, да не кажам и на оние задолжени за туризмот во државата, но сепак сметам дека последните години пред пандемијата можеме да бидеме задоволни од одзивот на гостите како од државата, така и од околните земји, пред се од Бугарија и Грција. Мислам дека еве сега иницијативата на група од Грција да учествува на Струмичкиот карневал, значи едната од Кукуш беше поканета, а кога слушнале уште попозната група од Солун дека тие ќе учествуват, се јавија и тие да се придружат и заедно да настапат, бидејќи слушнале за големината и квалитетот на Струмичкиот карневал и се надевам дека ќе станат наши традиционални учесници. А со тоа се надевам дека ќе привлечеме и туристи од соседна Грција, бидејќи таму карневалите се исто така доста популарни. Покрај тоа што се едни од најмасовните маските што ги организираат училиштата во општина Струмица и училиштата од другите градови кои што учествуваат речиси традиционално, сепак имаме ние и групни маски на ентузијасти, граѓани кои што имаат и своји издруженија и се нераскинлив дел од Струмичкиот карневал. Како реагираат тие? Имали ентузијазам меѓу нив и се разбира како карневалот може да привлече нови струмичани, раѓање на нови групни маски? Да. Значи, јас веќе споменав дека причина да го организираме овогодишниот карневал во такви сложени услови беше баш иницијативата на карневалските групи и издруженија, кои што, пак ќе повторам, дадоа толку голем придонес во како да кажем, формирањето на она интернационална димензија на Струмичкиот карневал. Апсолутно ќе биде лошо ако тие групи не добијат своји наследници, бидејќи светот на младите останува. Се надевам дека преку школите и преку детскиот карневал тоа ќе се случува секој одново, но големиот одлив на наши луѓе кои заминуваат во странство, еве направи оваа година две од наши успешни групи да немаат доволно членство да настапат на карневалот. Се надевам дека нема да биде тоа случка и со другите, дека ќе ги надминат тие проблеми, бидејќи се надевам дека до година навреме ќе донесеме одлуката за организација на карневалот и тие ќе можат да ги надоместат со нови членови. Во секој случај мора апсолутно да работиме на тоа преку наоѓање стимулативни мерки, значи да им помогнеме на групите. Јас веќе изнесов на последната седница на Советот дека треба да се размислува за еден европски проект изградба на карневалско село во Струмица. Како е замислено тоа карневалско село, тоа е еден простор кој ќе припаѓа на карневалистите со неколку хали, кај што тие ќе имаат услови во текот на цела година да ги подготвуваат своите маски и треба да направиме некој фонд со кој што
тие не треба да просат од спонзори за да ги направат маските и да одделуваат од своите и така скромни приходи. Веќе имаме и некаков идеен проект изготвен за тоа, посочена и локација, се надевам дека кај надлежните ќе најдеме на разбирање тоа да го реализираме и мислам тоа од зацртаните идеи, како да кажем и цели во мојата карневалска кариера, уште тоа ми не остана неостварено. Еве со промоцијата на книгата, да не кажам, завршив 90% од зацртаните цели, меѓутоа се надевам дека ќе имаме среќа, ќе доживееме да се реализира и идејата за карневалското село, што мислам ќе биде огромна база за иднината на Струмичкиот карневал. Викендов имавме информација дека делегација од општина Струмица, предводена од градоначалникот господинот Костадинов, беше во посета на Венеција, општинските власти таму и покрената иницијатива за збратимување, постапка за збратимување на двата града. Што ќе значи тоа за Струмичкиот карневал, ако се знае дека таму имаме еден од наимпозантните карневали барем во Европа? Да, еве, ќе објавам дека требаше и јас да бидам член од таа делегација, меѓутоа поради доцната одлука за организација на Струмичкиот карневал и големиот број на обврски, сепак одлучев да останам тука и да раководам со организацијата на карневалот. Навистина ми е жал, меѓутоа пред заминувањето на делегацијата покрај материјалите кои ги дадовме на делегацијата, јас ја изразив и мојата идеја, иницијатива за да се покрене иницијатива за збратимување. Тоа е една навистина смела идеја, меѓутоа на мое големо изненадување и голема благодарност до градоначалникот што таа идеја ја преточил во дело и веќе од него лично сум информиран дека идејата е прифатена и дека веќе две екипи од овие два познати карневала ќе работат и тој на пресконференција званично го објави тоа и потенцира дека тоа се случи само благодарение на карневалот, на што сме посебно горди и треба тоа да го земеме како една поука дека карневалот многу значи за Струмица. Така. И може да донесе не само за имиджот на градот, туку и за развој на различни аспекти. Па да дојде до збратимување на Венеција и Струмица, мислам од тоа повеќе здравје, како да кажам. Ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам дека од среда ќе имаме уште една успешна и многу атрактивна карневалска недела, иако се наоѓаме во навистина неславни времиња, неславни услови, меѓутоа да го задржиме духот и да ја задржиме традицијата. Да, ви благодарам и на вас за интересот што го имате и што ни го посветувате. Јас исто така ќе истакнам за мене лично, а и за одборот и карневалистите, најважно оваа година да преживееме, значи да не прекине. Ако при тоа успееме и да го одржиме квалитетот и го привлечеме вниманието, ќе бидеме навистина среќни и задоволни. Ви благодарам уште еднаш. Јасно. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што го следевте овој разговор и не заборавајте, од среда Струмица живее во духот на Струмичкиот карневал.